Почитувани, неколку дена пред почетокот на изборната кампања сакаме да укажеме на нашата досегашна оценка за изборниот процес. За нас подадената рака за изборното законодавство представува обврска за почитување на промените и тоа го бараме и од другите учесници во изборниот процес. За жал, ВМРО-ДПМН покажува сериозно непочитување на изборниот законник, што може да се согледа од нивното досегашно однесување. Трагично е што и повеќето институции кои имаат надлежности во обезбедувањето на фер изборен процес се соучесници во ваквиот третман на изборното законодавство. На забележаните неправилности СДСМ, но и јавноста укажуваше повеќе пати. Надлежните институции не реагираа и покрај тоа што има обврска да го сторат истото по службена должност. Почекавме, но нивната реакција изостана. Затоа се најдовме во ситуација да треба да ги подсетиме, да ги поттикнеме, да делуваат со цел да обезбедат регуларен изборен процес. Јавноста можеше да ги види снимките во кои имаше изјави на уценети лица, корисници на социјална парична помош. Не слушнавме дека надлежните институции реагираа. Затоа до јавниот обвинител поднесуваме кривична пријава против непознат сторител за повреда на слободата на определување на избирачите. Јавно ја повикавме Државната комисија за спречување на корупција по службена должност да реагира на објавувањето реклама финансирана од буџетот на град Скопје во период кога тоа беше забрането. Поднесовме барање до Државната изборна комисија за проверка на избирачкиот список со конкретно наведени имиња. Бараме во таа постапка Министерството за внатрешни работи да даде објаснување како и во која постапка се издадени лични карти на преку 60 лица на иста адреса. На сите ни е јасно дека тие лица никогаш не живееле во Република Македонија, ниту пак можат да живеат во еден стан. Врз основа на објаснувањето на МВР, но и врз основа на своите согледувања, бараме мнозинството во Државната изборна комисија да се ослободи од својот партиски багаж и да овозможи да се спроведат членовите 41 и 42 од изборниот законник. Јавноста е сведок на секојдневното известување на одредени медиуми за активностите на државните органи во функција на изборно-медиумско представување, што е забрането според изборниот законник. До сега не слушнавме реакција од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и покрај тоа што таа треба да реагира по службена должност. Од тие причини поднесуваме представки до оваа институција за 48 прекршувања на членот 75б од изборниот законник. И на крајот сакаме уште еднаш да подсетиме дека одговорноста за фер изборен процес е на сите учесници во изборната кампања, но пред се на институциите кои се вклучени во неговото спроведување. За фер изборен процес не е доволно само консенсуално носење на изборни правила, туку и нивно почитување. Ви благодарам.